Некогаш најголемиот светски производител на возила ги продаде Saab и Opel, а Oldsmobile, Pontiac, Hammer и Saturn ги испрати во историјата. Како се одвиваат работите, таму своето место ќе го најде и единствената изворна австралиска марка на автомобили Holden. За неа веќе неколку години не можеме да кажеме дека е производител на возила, бидејќи последниот погон беше затворен во 2017-та. Од тогаш функционира само како импортер на возила, кои моделите што ги увезува ги продава под своето име. Нив сега ги има 7, 2 патнички, 4 кросовери и 1 пик-ап. Автомобилите и нам ни се добро познати. Тоа се ребрендирани верзии на Opel Astra и Insignia, која таму се продава под легендарното име Commodore. А токму тие со најновата одлука началниците на General Motors се исфрлаат од понудата. Со тоа марката ќе остане специјализирана за кросовери и пикапи. Со оглед на трендовите, ваквиот потек навидум изгледа како логичен деловен чекор, но тој ни оддалеку не е тоа. Напротив, со него се најавува гаснење на уште еден автомобилски бренд, кој иако присутен само локално, беше познат глобално. Тоа можеше да се насети откако Holden ја забележа најлошата своја продажба од 1948 наваму, која во тековната година опадна за масивни 27%. Следеше оставката на директорот на компанијата, кој успеа да ја спаси од продажба на најголемиот австралиски дистрибутер на возила и кај нас присутниот Inchcape. Сега работите тргнаа во поинаква насока, која никој не може да ја предвиди. Купувач за Holden ќе се најде, но тој со 99% на сигурност би бил од Кина. А тоа нималку не му се допаѓа на General Motors, затоа и сите преостанати опции кои ги има малку се отворени. За сега е сигурно само дека Holden ќе продолжи да живурка таков каков е, продавајќи возила произведени во Америка, Канада, Јужна Кореја и Тајланд. Треба да кажеме и дека Astra и Commodore учествуваат со 1/4 во продажбата на Holden. Сепак мора да се спомене дека продажбата на големите автомобили во кои австралијанците ја сместуваат Insignia во 1998 година изнесуваше 218.000 возила, а денес е 29.000.